Координација кај Талат Џафери без представник на ВМРО-ДПМН, Илија Димовски не присуствуваше. Познат е ставот на партијата околу изборот на Џафери пред инцидентите во парламентот на 27 април. Неизвестно е дали ВМРО-ДПМН ќе присуствува и на утрешната седница. Џафери заедно со Оливер Спасовски од СДСМ, Ејуп Алими од ДУИ, Весел Мемеди од Алијансата на албанците, Бардул Даути од ДП и Африм Гаши од БЕСА го договарале редоследот на говорници од партиите, откако Заев како мандатар во експозето ќе го образложи предлогот, програмата на владата и персоналниот состав. Според деловникот, редоследот на говорниците од партиите го утврдува председателот на собранието со учество на пратеници од различни политички партии. До утре пред почетокот на седницата треба да бидат доставени сите пратенички групи. Расправата за новата влада по излагањето на мандатарот според деловникот може да трае најмногу 2 дена. Ќе започне утре во 11 часот, а новата влада би била избрана најдоцна до среда на полноќ. Парламентарното мнозинство има 62 пратеници. За да биде изгласана новата влада, за предлогот треба да гласаат 61 пратеник. Потоа председателот на собранието го известува председателот на државата дека е избрана влада.